И сосема пред крајот уште една интересна приказна која што ни доаѓа од Штип, поточно од Викторија Јованова, која што ќе зборува за тоа дека македонските компании се поактивни на терен, односно имаат за цел да ги привлечат студентите во нивните фабрички капацитети. 54 македонски компании од различни сектори ги презентираа своите можности и услови за работа, се со цел нели да ги привлечат младите студенти. Па да видиме за што станува збор. Бизнис секторот воспоставува врска со средношколците и студентите на Штипскиот универзитет Гоце Делчев. Над 50 компании се представија на отворениот и кариерен ден во Штип. Ректорот на универзитетот Гоце Делчев Дејан Мираковски рече дека ваквата врска и соработка им овозможува на младите да се запознаат со можностите на Штипскиот универзитет, кој во изминатите години вложува во квалитетот на студирањето и интернационализацијата на факултетите и академиите преку Европската асоциација од 9 универзитети, во која членка е и УГД. Секоја година имаме повеќе и поголем интерес, со тоа што, кажав, постои тренд да компаниите се многу поактивни од порано. Тие нудат пракси, тие нудат дури платени пракси, нудат менторства, нудат програми за да ги привлечат младите луѓе и да соработуваат. Денес живееме во многу турбулентно време, а и глобално време во кое што светот е отворен за сите, така што компаниите верувам дека се борат за квалитетен кадар и тој процес се изострува, ќе биде поинтензивен. Без стручен и добро квалификуван кадар нема одржлива економија. Поврзувањето на образованието со реалниот сектор е клучно за создавање подготвен и конкурентен кадар на пазарот на трудот. Од Стопанската комора сметаат дека реформите со дуалните паралелки во средните училишта се успешна приказна за македонското образование и бизнис секторот. Околу 4000 компании се вклучени во практичната настава на средношколците. Истите реформи ги бараат и од македонските универзитети со цел да добијат високо квалификуван кадар во фабричките погони. Гледаме за потреба тој модел на некој начин соодветно да се обидеме да го пресликаме и на полето на високото образование, затоа што, како што беше споменато, недостигот на високо квалификувана работна сила се повеќе ќе станува хроничен проблем, а спојувањето на практиката и науката уште од самиот почеток на профилирањето на кадрите и така може да придонесе да имаме лесно вработливи и препознаени кадари на пазарот. Градот Штип, во кој текстилната индустрија е во слободен пат, изминатата деценија се развива инфраструктурно за потребите на студентите, како втор универзитетски центар. Според градоначалникот Јорданов, на стопанските капацитети им недостасува пред се инженерски кадар. Од она кое што го имам како првична комуникација, инженерскиот кадар е тој кој што е најповеќе дефицитарен. Верувам дека трудоинтензивната дејност е дејност која што го намалува интензитетот на работа, не само заради намалувањето на профитот, туку и заради се помалиот број на работоспособна, односно заинтересирана работна сила во овој сектор. Така да, имајќи ги овие податоци, сигурен сум дека инвестициите ќе се движат во сектори каде што ќе најдат посоодветен кадар и полесно ќе можат да се прилагодат на пазарот на труд. Отворените и кариерни денови на универзитетите им помагаат на средношколците да ја изберат својата идна професија. Во Штип се организираат веќе втора година, поред од страна на Универзитетот Гоце Делчев, во соработка со Стопанската комора на Македонија и општина Штип.